100 години синдикално движење во Штип е монографијата на професор доктор Андон Мајхошев и професор доктор Оливер Цацков, која излезе од печат. Книгата опфаќа 3 периоди кои се разработени и синдикално движење целокупно од периодот пред Првата светска војна се до периодот на транзицијата. Мајхошев посочува дека оваа книга представува огромно задоволство за нив, бидејќи е издадена токму во периодот кога се одбележуваат 100 години од првиот штрајк во Штип. Токму во предвечерието на самиот голем празник 1 мај успеавме да издадеме оваа книга, што посебно ни представува задоволство. Опфаќа 3 периоди, историски периоди книгата. Периодот од после Првата светска војна 1918 година до 1944 година, овој период го обработуваше професорот Цацков, а другите 2 периоди ги обработував јас. Тоа е периодот од 1945 до 1990 година, тоа е периодот на социјализмот и периодот на транзицијата, односно од 1991 година до денешен ден. При изготвувањето и изработката на книгата наидовме на многу интересни податоци кои што јас лично како истражуваш прв пат се среќавам. Например, во 1946 година во Штип имало само 900 членови на синдикатот и 15 предпријатија. Ова бројка драстично пораснала во времето на социјализмот и максималната бројка членовите на синдикатот се достигнува во 1988 година. Историски гледано, работниците биле повеќе заштитени и имале повисоки работни права во однос на денешните. Златното време на синдикализмот во Штип и Македонија бил периодот на социјализмот. Токму денови се одбележува и 100 години од првиот штрајк во градот Штип, што всушност беше и лајт мотивот да ја напишеме оваа монографија. Хронолошки е поделена во 3 големи целини. Првата е зародишот на создавање на синдикалното движење, односно кога Штип беше во составот на кралството на СХС. Потоа периодот на Втората светска војна, кога синдикалистите и се профилира идеолошки, односно ги добија оние идеолошки црти. Третиот период е оној поствојниот период. И најзначајниот е оној периодот во 90-тите години, кога се рушеше еден система, се градеше нов, и токму во тој меѓупростор, односно во тој магловиот период се изгубија илјадници работници ги изгубија своите синдикални права, но за жал и не само синдикалните права. И задоволството ми беше тоа што со колегата Андон Мајхошев работевме во тој период, кога тој всушност беше и во прво лице, односно зборуваше за тој период како непосреден учесник, еден период и предводник на синдикалното движење во Штип. Во моментот во Штип има околу 25 синдикални организации, претежно во јавниот сектор, и околу 2450 синдикални членови.